Кај депото на чистота и зеленилост проти автобуската станица денеска беше извршено примопредавање на 2 возила за потребите на комуналното предпријатие од страна на Центарот за развој на североисточниот плански регион. Денеска ми представува особена чест и задоволство, затоа што за прв пат кога што сум директор добивам известни возила и денеска добивам возила по проект кој што потекнува од Биро за регионален развој при Министерство за локална самоуправа. Имплементатор на проект е Центар за развој на североисточен плански регион. Ние сме крајниот корисник. љепа чистота и зеленило, добиваме 2 моторни возила од типот Dongfeng, значи тоа е марката на возило, Mini Truck C32. Тоа се мали моторни возила, чија што основна намена и функција е собирање на смет на непристапни места каде што големите камиони не можат да го соберат. И ова на нас многу ни значи затоа што со тоа ќе ни ја олесни работата за нашите дневни активности кои што ги изнесуваме и до кои што тешко доаѓаме, а со тоа ќе им олеснеме и на граѓаните да тој смет стои помалку време. Значи, ваков тип на возила ние во суштина и немаме во фирмата и се и пренеопходни, а самиот проект кој што е по програма за регионален развој ги опфаќа 8 општина Куманово, во овој случај љепа чистота и зеленило. Во тоа влегуваат и општините Кратово, Ранковци, општина Ранковци и општина Старо Нагоричане, кај што во проектот е уфатено истите да добијат 96 контејнери пропорционално распределени според нивните потреби, а љепа чистота и зеленило добива 2 мини трак возила, меѓутоа треба за 1 месец да ни пристигне уште едно специјализирано возило кое што врши работи под воден притисок, еден вид на атомизер, меѓутоа станува збор за возило и истото ќе служи за перење на самите ивичњаци и одржување подобрување на хигиената во самиот град, бидејќи постојат локации тротоари во нашето подрачје кои што со нашите цистерни не можат да го опфатат самото чистење на највисоко ниво. Во суштина истиот проект првенствено е наменет за Бистринска клисура и потечението на река Пчиња, затоа што станува збор за тесно грло, бидејќи истите пластики кои најмногу постојат пластики се задржуваат и би привлекли туристи кои секако поминувајќи низ тоа подрачје кое што служи за подобрување на развојот, туристичкиот развој. Истите фрлаат отпад кој е недостапен за собирање и нашите камиони не можат во таква состојба да делуваат и затоа овие возила би биле поекспедитивни во тој дел. Јас се заблагодарувам на Североисточен плански регион за овој проект. Ние како ЈП чистота и зелено имаме во тек уште неколку проекти и од истите очекуваме да добиваме уште неколку типови на возила кои ќе ни ја олеснат работата и ќе ни го зголемат возниот парк. А секако дека главното она што го очекуваме од општина Куманово и новиот совет на општина Куманово, уште веднаш после прво конституирање да прибегнат кон набавка и не само опремување, доопремување на нашата механизација за да ја подобриме хигиената во нашиот град. Ние имаме на располагање 20 возила, меѓутоа постојат известни кварови, значи се мачиме со таа работа и тоа е позната состојба. Дел ги правиме, дел веќе се во фаза да и не може да се поправат. Сето тоа и премногу чини, така да солуцијата е во општина Куманово. Набавката е 1.666.000 денари, значи поединечно секое возило чини околу 833.000 денари. Возила кои се многу битни за чистота и зеленило за јавното предпријатие, а особено битни за хигиената во градот. Свесни сме дека во населените места, особено во населбите, има многу тесни улички во кои што не може чистота и зеленило со овие големи камиони да пристапи, па често пати нашите сограѓани се приморени да се спуштат доле, да ги своите отпадоци, канти за отпадоци да ги спуштаат по неколку стотици метри, а често пати станува збор за постари луѓе, што значи дека овие возила се апсолутно потребни на чистота и зеленило за да може да се протнат во тие улички и да бидат многу поекспедитивни и едноставно населението да има бенефит од ова јавно предпријатие, да пружи услуга како што доликува. Во кружната сала на поранешен комитет утре ќе се одржи конститутивната седница на Советот на општина Куманово.
Првата седница, пред да биде избран председател на Советот од мнозинството, ќе ја води највозрасниот член од новоизбраните советници. На седницата ќе бидат верификувани мандати на новите членови на Советот, пошто ќе дадат свечена изјава за нивната работа. Новиот Совет ќе брои 31 советник, од кои 7 се од Движењето Знам за наша Македонија, 6 од ВМРО ДПМН, 5 на Коалицијата на Демократската унија за интеграција, 4 на Коалицијата на СДСМ, 3 на Демократската партија на Србите во Македонија, 2 советници од Ред за Куманово и 1 советник од Левица. Седницата ќе започне во 13 часот со директен пренос на програмата на Телевизија Плюс. Секторот за култура и спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при општина Куманово денеска организираше работен состанок по повод предстојниот јавен повик за прибирање предлог проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2026 година. На средбата беа поканети јавни установи, здруженија, фондации и други правни лица кои имаат цели, задачи или регистрирана дејност од областа на културата или социјално-хуманитарна дејност на територијата на општина Куманово. Како и секоја година, така и оваа година, пред објавување на јавниот повик за културни манифестации општина Куманово, секогаш имаме некои трибини, каде што разговараме и укажуваме за протоколите во однос на апликацијата. Новитет за оваа година е, имаме веќе изготвен образец кој би требало сите невладени организации, фондации сами да го пополнат, доколку имаат било каков проблем околу тоа, ние како сектор стоиме на располагање и согласно тоа заеднички да им помогнеме да ја реализираат нивните проекти и согласно нашата програма. Исто така имаме и правилник, врз основа на тој правилник гледаат дали може да влезат во апликациите. Сами знаете дека организациите треба да се само од општина Куманово, не од околните општини, да се регистрирана, да се со регистрирана дејност, да имаат фактички програма за културни настани, со оглед на тоа сите апликации кои ќе имаат пополна документација ќе бидат разгледани и врз основа на тоа ќе видиме колку финансиски средства ќе одделиме како општина, врз основа на тоа со комисијата ќе видиме колку финансиски импликации би можеле и биле потребни за некој настан за да може да се реализира. Вкупни средства беа околу 8 милиони денари за сите организации, имавме пријавено преку 100 организации. Годишната програма е над 98% готова, така да овие организации неколку што имаат новогодишни концерти, се надевам дека ќе видиме до 100% како претходната година. Како што ме прашате за оваа година, се уште не знаеме колку ќе бидат финансиските импликации, затоа што констативната седмица на Советот ќе биде сега тоа е сутре и врз основа на тоа ќе видиме колку буџетски средства ќе се оделат за секторот за култура. Ивона Липковска, Маја Стојмановска, Сара Младеновска, Ивана Ангеловска, Ања Тасковска и Мија Лазаревска се ученички во средното училиште Перо Наков кои што изработија апликација која нуди безбедна заедница за поддршка меѓу врсници, како и пристап до едукативни видеа и совети од професионални психолози. Со апликацијата MindMap, тимот од Перо Наков е дел од најдобрите 50 тимови од земјава кои учествуваат на надпреварот Средношколец милионер, еден од најголемите надпревари во Македонија за млади иноватори со награден фонд од 1 милион денари. Остануваат уште 3 дена до полуфиналето. Сите кои што сакаат да ја поддржат нивната идеја можат да гласаат на официјалниот линк на надпреварот. MindMap апликација создадовме со цел да го подобриме менталното здравје кај нашите врсници, бидејќи ние мислиме дека нема доволно ресурси во нашиот регион и наоколу што го представуваат менталното здравје го подобруваат. MindMap е апликација што нуди безбедна заедница на нашите врсници кои имаат потреба и имаат страв од искажување, бидејќи тие мислат дека тие ќе се осудувани и критикувани. Исто така, нашата апликација на средношколците им нуди видеа од стручни лица кои што ќе им помогнат да ги надминат своите проблеми. Идејата за нашата апликација произлезе од нашите лични потреби, затоа што сметаме дека во нашата држава, како и во регионот, нема слична апликација која што ќе им нуди на средношколците место каде што ќе може да го подобрат своето ментално здравје. Остана уште 3 дена. Поддржете на нас и поддржете го нашиот тим. Гласите за MindMap.